Во тема на денот, како што најавив, разговарам со лидерот на СДСМ Венко Филипче. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Неодамна ја добивте повторно поддршката на партиското членство и овој пат добивте еден цел 4 годишен мандат. Ги кажавте дел од вашите очекувања, но тоа што ме интересира, бидејќи сигурно и вие следите анкети, гледате дека поддршката за СДСМ е си уште далеку пониска од онаа за ВМРО ДПМН. Дали може во еден 4 годишен мандат Венко Филипче да ја направи СДСМ повторно победничка партија? Тоа ќе го кажат граѓаните, а јас ќе дам се од себе да ја консолидирам партијата по патот по кој што веќе започнавме. Дали е тој пат изоден целосно? Не, апсолутно. Се уште имаме простор да работиме и ќе работиме и во следните години, не само сега во пресред на локалните избори. Тоа го правам многу внимателно. Секое скалило го поминувам по 2 пати истото. Сакам да се осигурам дека ги избираме најдобрите луѓе на најдобрите позиции. Меѓутоа, имаме обврска да работиме многу интензивно, гледајќи што се случува и гледајќи како владата ја води државата. За жал би рекол дека државата се наоѓа во многу тешка, како никогаш до сега, и економска, меѓутоа и една длабока општествена криза. Кога гледаме како владата тешко се справува со проблемите кои што граѓаните ги доживуваат во делот на стандардот, платите, кои што никако не помрнуваат од место, кои што во некои институции дури не се ни исплаќаат. Има институции кои што не добиле плати во законски предвидените рокови, владата како да не се грижи за тоа. Еден никако контролиран раст на цените на основните производи кои што стана луксус. Понатамо е една тешка, драматична и бескрупулозна партизација на институциите, каде доколку не сте член на ВМРО, ДПМН или било која друга партија од владачката коалиција, вие сте деградирани, преместувани да работите дури и во други градови на 100 километри дистанца од вашето место за живење. Страшниот притисок кој што се прави на компаниите. ДДВ-то не е исплатено кон компаниите како поврат повеќе месеци. Тие се задолжуваат, зимаат по заемици едни со други, не може да врзат крај со крај. Страшен притисок кој што се прави на нашите градоначалници. Ние имаме 17 градоначалници и сите можни инспекции се во општините во пресред на локалните избори. Од Управа за јавни приходи, организиран криминал, различни други институции кои што се под Министерството за внатрешна работа и во ниту една друга општина во која што има градоначалник на ВМРО ДПМН. Ако згора на сето тоа го ставиме катастрофалното водење на истрагата за пожарот во Кочани, би рекол дека и тоа како имаме обврска многу интензивно да работиме, да вратиме до ербата на граѓаните. Никогаш не сме се бореле за фотеи. Не, само за власт, за да бидеме власт, како што е тоа сега. Туку сакаме да добиеме довербата на граѓаните за да ги решаваме проблемите во нивни интерес. Вклучена е на максимум пропагандната машинерија на власта. Би рекол тоа е една фабрика за стварање илузии, меѓутоа граѓаните знаат дека практично не може да врзат крај со крај. Може да живеат во месецот до 10, 15, до средината месецот, после тоа ужасно тешко се живее во држава. Добре, ова нека биде како воведно, за дел од овие теми ќе поразговараме малку подетално во интервјуто. Секој лидер кога ќе преземе функцијата председател на политичка партија ја има тежината да се ослободи од сенката на неговиот претходник. Сенката која вие наследивте е на Зоран Заев. Рече да нема соопштение на владачката партија или пресконференција во која до вашето име не се лепи името на поранишниот премиер и лидер на СДСМ Зоран Заев. Оди до таму да ве обвинуваат и за водење заеднички бизнеси кои се непријавени. Последно беше златни визи, изградба на недвижности во Дубај. Можете да се ослободите од таа сенка и како гледате на овие обвинувања кои ги добивате? Гледайте, сметам дека сите досегашни лидери во сите политички партии, меѓутоа и на сите раководни места, и тоа е некој општествен феномен, сакаат некако да се ослободат, осеќаат дека претходното лидерство, претходниот лидерка, било која имал водечка улога во таа институција, каква и да е, вклучувајќи и политичка партија, е некаков терет. Јас тоа не сметам дека е така. Во развиениот свет не смета дека е така. Се користат сите придобивки од политиките кои што биле имплементирани порано и се продолжува напред. Ние од нашите претходници може само да учиме.
Немаме што да изгубиме. Дополнително што поранешниот претседател Зоран Заев веќе не се занимава со политика. Меѓутоа тука има уште една многу друга интересна работа, а тоа е што сметам дека тоа што ВМРО ДПМН цело време излегува со такви соопштенија, го лепи моето име со тоа на Зоран Заев, патем нема вистина во заеднички бизниси, нема вистина во недвижни и така натаму. Јас во текот на вчерашниот ден имав изјава во однос на тоа. Сметам дека главното прашање е што ВМРО ДПМН мисли за Зоран Заев. Затоа што тие сега уживаат во придобивките на неговите политики. Еве, например, да го прашаме што мисли министерот за одбрана, кога присуствува на состаноците на НАТО, кој што е јасно, че нашето членство во НАТО е јасна придобивка на политиката на Зоран Заев, кој што реши едно повеќе децениско прашање. Како се осеќа министерот за одбрана кога пред неговото име на состаноците во НАТО стои Северна Македонија, неговото име и презиме, тој гордо таму седи, дебатира, се слика и така натаму, а седи таму благодарение на политиката на некој друг политичар кој што во времето кога таа политика ја развил, ја имплементирал, тој силно ја критикувал. Тоа е вистинското прашање. Кој е ставот на ВМРО ДПМН према тие политики и према Зоран Заев. Така да, јас не сум оптеретен со тоа, апсолутно сметам дека мора да имаме поинаков однос помеѓу нашите колеги, пријатели, другари, едни према други, генерално во општеството, поради тоа што нема потреба од стварање на негативна енергија, нема потреба од некаков нерационален надпревар, еден помеѓу друг. Додека се во пресконференциите и соопштенијата не се штедите ВМРО ДПМН и СДСМ, сепак доста пријателски, можеби невообичаено за македонски услови делуваше средбата која што вие побаравте, премиерот експресно ја прифати за разговори во владата. Таа средба се случи по трагедијата во Кочани. По неа рековте дека сте дале поддршка за реформската агенда, која впрочем е резултати на вашето како СДСМ владење и на ВМРО ДПМН во изминатата година, и незината имплементација ќе биде важна за сите граѓани во оваа држава. Има ли некаков фоллоуап од сето тоа? Рековте дека сте договорили некакви заеднички работни групи, потоа видовме дека вашите предлози се одбиени од Министерството за правда. Има ли некаков исход или тоа беше една средба која, како што рече Дуи, јавен флерт и безобразно моноетничко договарање помеѓу двајца политички лидери? Жалам што Дуи имаше таков став и излезе со такво соопштение. Нема апсолутно никаква етничка димензија во таа средба. Јас прочем бев на средба и кај претседателката Давкова пред повеќе месеци. Сметам дека требаме да имаме барем во тој дел на политиката нашите релации почит помеѓу сите институции во државата. Средбата со премиерот дојде после трагедијата во Кочани, после која што видовме како граѓаните бараат промена на системот. Зашто да дозволиме само некоја голема трагедија што ја шокира нацијата да биде тригер нешто друго и поинако да се случи? Зашто на тоа да не работиме? Да не бидат наши иницијативи. Мојата идеја која што премиерот за средба која што премиерот ја прифати беше да идентификуваме начин на кој што може да се забрза работата на реформската агенда која што стагнира. Таа реформска агенда е во рамките на планот за раст. Тој план за раст го изготвуваше владата на СДСМ, се финализираше, после тоа дојде владата на сегашната коалиција на ВМРО ДПМН, премиерот Мицкоски го подпиша во Брисел и таму има обврски кои што се врзани со финансиски импликации. Тој план за земјите од Западен Балкан вреди 6 милиарди евра, од кои што ние добиваме 800 милиони евра, меѓутоа врзано со испорака. Во таа смисла има 30 закони кои што треба да се донесат во 2025 година, од кои што околу 15, а најмногу од правда, тоа што сите ние викаме дека треба најмногу и соодветно да се реформира, се до јуни 25, а ниту еден не е поднесен во собранието. И тоа беше целта. Јас сум и претседател на Националниот совет за евроинтеграција.
Закажавме еден состанок, за жал мораше да се одложи, беше закажан во текот на вчерашниот ден поради некои партиски активности на дел од партиите, целта е сите партии да бидат присутни таму и ќе го презакажеме за после 1 мај, на кој што беа поканити и потврдија присуство и други чинители, например, експерти од областа на правосудството, универзитети, односно правните факултети, Скопје, Штип, Тетово, независни здруженија на правници. Што е целта? Целта е да се створи една атмосфера во кој што секој еден кој што сака, има искуство, знаење, ќе придонесе за државата да оди побрзо напред. Тоа е целта на средбата, да ги обединиме капацитетите, да направиме надпартиски консензус, конечно да се обединиме и да бидеме конструктивни, поради тоа што и сега тука мора да дам критика, за жал, ВМРО-ДПМН не беше конструктивна опозиција кога беа во опозиција. И јас имав различни иницијативи тогаш, како дел од владеачко мнозинство за заедничка работа, ние ќе бевме многу понапред. Во многу процеси ќе бевме многу подобро место за живење ако ВМРО-ДПМН беше конструктивна опозиција. Сметам дека државата се води од страна на власта, меѓутоа опозицијата мора да биде конструктивна таму каде што треба. А дека ние имаме критики и така и го почнав разговорот во многу полиња, кај што сметам дека владата има лош перформанс, тоа е факт. Го превземам ризикот, која ја побарав средбата, да бидам критикуван од некои мои сопартици, тоа се случува. Но мислам дека критиките не се реални и рационални. Зашто дискутирате, зошто седнувате на заедничка маса? На такви средби, што се дискутира, дали одам за некакво пазарење и така натаму. Ако одам на пазарење, сигурно нема да идам со 20 камери и телевизии. Така да тоа се апсолутно шпекулации. Не. Целта е државнички да се пристапи кон сите горливи проблеми во државата. Има простор да да се развиваат шпекулациите за можна соработка и влез во владата на СДСМ, нешто што се шпекулираше уште пред парламентарните избори и особено на кој што реагираше ДУИ, бидејќи тоа бил наводен план за исклучување на ДУИ, а од друга страна коалицирање на сите влијателни македонски политички партии. Не сме имале такви разговори, тоа воопшто не беше тема на разговорот. Повторно ќе кажам, жалам што имаше такви реакции од албанските партии, сметам дека треба да имаме средба повторно сите заедно. Така ќе ја покажеме конструктивноста и ќе докажеме дека во оваа мултиетничка, мултикултурна, мултинационална држава само заедно може да се напредува. Во однос на состанокот имаше во текот на вчерашниот ден состанок, таа работна група која што ја предложив и се договорени следните чекори, ќе се разменат материјалите во однос на законите кои што ќе бидат поднесени и ние од наша страна во процес во кој што ќе биде консултирана и стручната фела, ќе го даеме своето мислење кон Министерството за правда. Така да мислам дека ако продолжи така конструктивно, добро може да излезе целокупниот процес, нешто на што ни укажа и пред некое време беше гостин главниот хрватски преговарач, господинот Дробњак. И тој не го пренесе хрватското искуство. Вика, гледајте, ние може да имаме различни ставови во нивните околности, ХДЗ, СДП и другите хрватски партии. Меѓутоа, на европската агенда се работеше заеднички и даде еден многу интересен предлог за затворени врати, без јавност. Не да биде нетранспарентно. После состанокот да нормално се извести јавноста за што било разговарано, меѓутоа за да не се влезе во меѓупартиски препукувања, тие состаноци да бидат затворени, да се остави да се дебатира квалитетно, заради тоа што може сето тоа да премине во меѓупартиско препукување. Добар е советот, ќе го предложам на некој од следните седници на советот па да отвориме дискусија. Целта е да имаме квалитетни луѓе, на квалитетни места, квалитетни дискусии и квалитетни и брзи решенија, да не губиме време. После средбата рековте останала една главна разлика, а тоа е во однос на уставните измени. Слушајќи ги во изминатиот месец, еве да не одиме поназад, изјавите кои доаѓаат од официјална Софија, нивниот например шеф на дипломатијата Георг Георгиев, кој кажа дека уставните измени се почеток на патот или почеток на реализацијата на бугарските барања во однос на Македонија. Дали не е СДСМ тој кој треба да го преиспита својот став кон ова прашање, наспроти вашето очекување дека власта треба да го направи тоа? Прво, во однос на уставните измени,
дозволите да дам само еден краток вовет и после конкретно да одговорам на прашањето. Сметам дека влегуваме во временски период кој што е навистина критичен, кој што е тежок, кој што е неизвесен и едноставно јас не знам, мислам дека никој не знае како ќе заврши. А тоа е, зборувам во контекст на ставот на владата кон целокупниот европски процес кој што е целосно блокиран и ставен на страна. Сметам дека владачката коалиција прво покажува многу голем степен на кукавичлук и не сака да се фати да ги решава големите проблеми, како што тоа ние го направивме, знаејќи дека дел од политичкиот рейтинг кога се решаваат крупни прашања за државата и се губи. Не можеш ти да владаш само комотно без да ги решаваш крупните проблеми од државата и државата да стагнира. Тоа е едната работа. Втората работа е улогата на партиите од албанскиот блок, кои што сметам дека и овие превирања кои што се случуваат, да, можеби се и сигурно се и партиски интереси во пресред на локалните избори, меѓутоа сигурно тука има и една димензија во однос на европското прашање, поради тоа што ветја партиите на коалицијата вреди дека ќе ги спорачаат уставните измени. И тоа сега албанските граѓани во тој дел го очекуваат од нив. Не знам како ќе излезат на избори кога јасно се дел од антиевропска владеачка коалиција. И третата многу битна работа, сметам дека мораме да ги решаваме работите за да седнеме на маса, поради тоа што само преку еден процес на преговори ние можеме да напредуваме. Не вредат инвестициите кои што еве и се најавуваат од страна на владата, ако не се врзани со структурни реформи во државата, без разлика колкави се, без разлика колкав процент од бруто домашниот производ такви најавени инвестиции се, иако мислам дека е тоа малку нереално и дека е тоа прашање кое што допрва ќе видиме како ќе се развија. Зборувам за најавените инвестиции, такви сме слушале и порано, меѓутоа ако структурните реформи не се водат паралелно со инвестициите, тогаш ние системот нема да го зајакнеме и нема да видиме никаков бенефит. Граѓаните нема да видат бенефит од тие инвестиции. Добре, на крајот на криштата, уставните измени се ништо друго. Добро, и еве сега конкретно. Бугарите очигледно дека долго време имале барања, очекувања и така натаму, кои што веројатно гледајќи дека ние имаме проблем со Грција, зборувам за изминатиот период, седале на страна и чекале едно прашање да се затвори. Прилично сум сигурен дека тоа не се нови барања, дека се тоа барања кои што ние секако во било кој момент и било која влада да била во тој момент, било која политичка структура на власт, тука ќе ги добиела тие барања од Бугарија. Дали било тоа СДСМ, дали било тоа ВМРО ДПМН, нема никаква врска. Меѓутоа, ние имаме обврска да ги затвориме прашањата. Ние имаме обврска да преговараме. Имаме обврска затоа што е тоа прво меѓународен договор. Понатаму, предпоставам дека изјавата се однесува и на тие други обврски кои што се во договорите, да се отворат некои архиви на тајните служби. Па гледате зарем и главно историската комисија. Добро, историската комисија е... Тоа е веројатно најсериозниот се сложувам, но ајде само за овие први 2-3 работи. А зашто да ги оставиме ние тие работи да ги решават следните генерации за некакви архиви, тајни служби од држава во кој што никој од следните новите генерации не живеел. Југославија веќе не постои. И сега ние ќе сме отварале архиви, затварале, дискутирале за... Па дај го затвориме тоа прашање. Да гледаме напред. Но добро, историската комисија, ако се отвори прашањето, било кое прашање во историската комисија, ние во било кој момент, јас за тоа интензивно разговарам со представници на странски амбасади кај нас и така натаму, можеме да побараме странска експертиза? Ајде независни експерти од Европа да донесеме, да седнат на масата заедно со нас, например, има искуство од решавањето на такви прашања помеѓу Германија и Полска, Германија и Австрија. Ке дојдат луѓето кога сме во рамките на европскиот процес. На крај на криштата, само со завршувањето на преговорите, расчистувањето на сите прашања. При тоа е страшна лоша пропаганда која што се користи да се намали апетитот за Европската унија, тоа дека ние сме донеле лош предлог и загрозени се било кои карактеристики од нашиот идентитет, јазик и така натаму. Седо тоа е потврдено во сите документи. Ниту еден елемент
од нашиот идентитет, јазик, култура, нација не е загрозен. Гледаме дека има силни превирања во сегашната коалиција Вреди. Министерот за здравство може да се каже дека со една нога надвор од владата. Вие велите како СДСМ владата не е стабилна. Бројките се поинакви, меѓутоа сепак веројатно 9 пратеници колку што би останале во коалицијата Вреди доколку Таравари ја напушти владината коалиција, нема бидат доволни за да има Бадентерово мнозинство и да има една застапеност на албанците соодветна во рамки на владеачката коалиција. Дали сметате дека ова е вовед во парламентарни избори и дали СДСМ е подготвен тие да се случат заедно со локалните? Кое ќе биде вашето позиционирање доколку владата оди во насока на распишување на предвремени избори? Добро, ги гледаме тие придвижувања во владината коалиција. Сметам дека е тоа знак, всушност манифестација на тоа што сите до сега го гледаме и сведочиме, тоа што практично не се решаваат никакви работи. Еве гледате и од страна на тие министри каков хаос е и во здравството и во екологијата, зарем гледате дека нешто се работи, ништо апсолутно не се работи. Очигледно дека се заинтересирани само за своите партиски интереси, сега во контекст на локалните избори, која општина ќе ја земе, на кој начин може да ја земе и на кој колку советници може да смета. Меѓутоа, доколку е тоа вовед во парламентарни избори, ние сме апсолутно спремни. Еве тој процес на консолидација, колку и да знам дека и свесен сум дека ќе трае. И дека сега не сме го завршиле целосно, апсолутно е партијата во кондиција да трчам и на локални и на парламентарни избори. Меѓутоа, ајде да видиме како ќе заврши таа, би рекол, криза која што трае подолго време, сега само излегува на површина, се постава прашањето на колку здрава основа била поставена коалицијата и кога се правеше владата на минатата година, но тоа оставам на нив. Господин Филипче, доминира во вашите партиски пресконференции. Оправдано е темата и носечка тема во изминатиот период поради трагедијата во Кучани, но ќе доминира сигурно и до локалните избори. Вашето барање на одговорност и обвинувањата за неселективна, односно за селективна истрага во однос на трагедијата која што се случи во Кучани. Има над 60 лица кои што се осомничени. Тоа е еден од најобимните процеси кои досега сме го виделе за еден ваков страшен случај. Зошто инсистирате на тоа дека истрагата не е добра и на некој начин се само подрива довербата кај јавноста дека тоа што се прави ќе ги изведе на крајот пред лицето на правдата оние кои се одговорни? Тие забелешки наши ги кажуваме после една многу детална консултација со правници. Не се тоа само политички пораки кои што сакаме да ги упатиме. Гледаме дека од страна на ВМРО ДПМН сака да дефокусираат, па ги вадат и старите трагедии. Нивната аргументација е претходните трагедии во модуларната болница во Тетово, Ласкарци, Беса и така натаму. И сега кога ние кажуваме зошто сметаме дека е селективна и они одат одма со риториката да, ама ќе се отвараат случаи и така натаму. Прво да знаете апсолутно никој не е уплашен дали некој случај ќе се отвора или не и така натаму, но тоа е знак дека политички се влијае на истрагата. Тоа што некој сака политички да иницира некакво реотварање истраги и така натаму за нешто за што има истраги, имало пресуди и така натаму, тоа е доказ за политички импликации. И од тука сомнежат повторно дека се влијае политички на оваа истрага. Но, ајде да бидам многу конкретен и после ќе се вратам и на нивните барања, ако ми дозволите, во однос на тие надзорни анкетни комисии. Нашите прашања се конкретни. Имало представници на МВР вечерта во дискотеката. После 2 часот. А внатре имало малолетници. Зошто не е прекината забавата? Зошто имало пиротехнички средства? Зошто никој не реагирал како представник на МВР, а таму фактички присутен? Ето, тоа се нашите конкретни прашања. Многу е просто прашањето. Дали можеби не се
доведува во прашање цела истрага поради тоа што во периодот кога се опфатени тие претходни функционери се оди 10-15 години наназад, немало таков настав. Не навлегувам, не сакам правнички да толкувам, но само ги кажам последична врска на постапување или непостапување од минатото. Нека се направи се, најте го нашето конкретно прашање за вечерта на настанот кога се случи трагедијата. Во однос на барањето доколку ми дозволите за реотварање на за реотварањето, прво ќе повторам апсолутно никој не. Еве јас конкретно и за болницата во Тето. Но што е целта? Да се прави политички циркус. Што е целта да се постигне? Видовме како и се води ВМРО ДПМН анкетна комисија, како таа за онкологија. Како очигледно јас покажав дека криеле документи. На такви ли циркуси сака да прават? Сметам дека немаат кредибилитет. Но само момент. Дали сте задоволни од правдата во овие случаи? Затоа што па и тие не се ни во цело завршени. Но чекајте, поминати сега се правдата, години. гледайте, ние кажавме јасно дека апсолутно ги поддржуваме сите институции да вршат работа. Не бараме никакви дополнителни инструменти сега, нека завршат истрагата, после тоа ќе коментираме. Апсолутно верувам дека во тој дел во кој што се води се професионални, меѓутоа имаме забелешка дека се штитат функционери. Со Добро, конкретни еден примери. силен аргумент има власта овде. Истрагата ја води јавен обвинител кој е избран во времето на претходната власт. Дури мислам на пратенички прашања, премиерот ги читаше пратениците кои се уште се пратеници, а тогаш го избрале Куцевски за јавен обвинител. Власта не продолжи со процесот на негово разрешување, дозволи истрагата да биде фокус, односно тој да ја заврши до крај после ваква трагедија. Како е власта виновна за действувањето на јавниот обвинител и кого тој осомничи, кого не, дали се тоа полициските службеници кои биле во дискотеката, внесената пиротехника и така натаму. Значи, предпоставувам дека обидот на власта е да се дистанцира, односно да дозволи на независен начин да се води истрагата. Затоа и ние рековме ќе почекаме. Но нашите прашања се јавни и јасни. Кој гласал и како гласал за јавниот обвинител, јас апсолутно не мислам дека за било кој припадник на независна власт како што е судската власт треба некој политичар да коментира. Но владата тоа си го дозволи на почетокот кога сака да го сменат. Па после тоа ретерира. А тоа во кое време обвинителот бил донесен во наше време и така на обвинителот најмалку мој, ја човекот нит го знам, нит го познавам, нит сум имал комуникација со јавниот обвинител. Верувам дека ќе биде во тој дел професионален, ама нашите прашања се многу конкретни. Нашите прашања се консултирани со правници во однос на одговорностите на присутните од Министерството за внатрешни работи. Ќе видиме како до крај ќе се одвива оваа истрага. Рековте вчера во вашата изјава дека ќе ја поддржите интерпелацијата за министерот за внатрешни работи. Зошто сметате дека треба да има морална одговорност министерот за внатрешни работи? Сега и во минатото при овие трагедии немало морална одговорност од никого. Затоа што освен ваквата трагедија, секој ден се случуваат инциденти кои што ни укажуваат дека министерот нема апсолутно никаква контрола на теренот. Со цели шаржери се убиваат луѓе по улиците, сообраќајќи после со загинати има малте не секоја недела. Сметаме дека несоодветно ја врши работата и сакаме тоа да го ќе кажеме тоа со аргументи. Нема тука политизација, треба да се одговори на прашањата. Секој ден се случуваат инциденти со смртни последици. А министерот е министер за внатрешни работи веќе повеќе од една година, вклучувајќи и техничката влада. Така да тоа е причината зашто тоа ќе го направиме. Пенко Филипче, благодарам што бевте гостин во тема на денот вечер. Благодарам поканата.